Неспоредливо подобри услови за работа добија кавадаречките пожарникари откако целосно заврши реконструкцијата на противпожарниот дом. Општината за реновирање потроши 11 милиони денари. Денеска градоначалникот Митко Јанчев беше во посета на противпожарната единица, каде можеше да се запознае со новите услови за работа на пожарникарите. Јанчев најави дека ќе продолжат инвестициите за модернизација на опремата на пожарникарите, но и ќе иницира после председателските избори да се покачат нивните плати. За општина Кавадарци ова пред се е задоволство, затоа што имаме нова противпожарна станица и во делот на реновирањето, во делот на опрема и во делот на кадар. Комплетни со кадар 27 редовни пожарникари вработени. Исто така комплетна пожарникарска куќа е реновирана и внатрешно, како што видовте, и надворешно, така да земени се предвид и енергетската ефикасност, затоплување, ладење. Земена е нова опрема, која што имаме, како опрема, донација беше од Дрекстенмајер, просторија за опрема да се чуваат и нормално нови гражи кои ќе ги изградивме за возилата. Со возила сме комплетни, нормално сега нашите пожарникари се спремни да делуваат во целост, значи на задоволство на општина Кавадарци или самите жители. Општината ја исполни една од најголемите обврски, која што е директна под нејзина ингеренција, а тоа е заштита на населението и на луѓето, па макар и на имотот нивен во делот на пожари, елементарни непогоди или сообраќајни несгоди. Јас како градоначалник се земам за обврска да ова биде на ниво и да го одржуваме, да земаме нова опрема, модернизирана опрема, каде што ќе биде повеќе, дај Боже, за вежбање него за употреба. И вака искрено сакам да кажем и пред медиумите, пожарникарите секаде во светот се големи херои и ценети луѓе. Јас се надевам дека и во нашата Република Северна Македонија ќе бидат ценети и горди луѓе и нормално с поголеми примања и нивните семејства ќе бидат секогаш заштитени. Така да ќе бидам поборник заедно со синдикатот и високомандирот да платите на пожарникарите после овие избори кои што ги имаме сега председателски, иницијатираме и на републичко ниво и на локално ниво да ги покачиме за тоа што стварно се на едно на минимално ниво, а нивниот живот сепак е загрозен и нивните семејства се оставени негаш и на милост и немилост кога се на интервенции. Вкупните вложени средства во инфраструктура и изградба и реновирање на противпожарната станица заедно со партнерно редување и со гражите 11 милиона денари, а сите возила кои што ги имаме набавено од моето доаѓање до сега се донација од повеќе компании од општина Кавадарци. Исто така и опремата е донација, така да општина Кавадарци има вложено 11 милиона денари во реновирањето на објектот. Несовесното палење на обнови или поготово кај на земјоделски делки што имаме палење на прачки, предизвикува многу пожари. Баш сега ни беше презентирано и кажано дека имаме 109 интервенции од 1 јануари до денеска. Значи за 2 месеца скоро 109 интервенции кои што мислам дека 17% се на отворено и на шуми и на трава. Тоа е несовесно однесување од луѓето кои што ги палат тие огнови и не обезбедување на самото. Јас би дала една препорака до сите земјоделци и сите оние кои што работат на отворено на полење, покрај тоа што ги прават тие активности во палењето на прачките или на било што, да се максимално тоа заштити да не се остави на случајност. Не си ги знаеме доволно обврските, само можам да потенцирам дека едно такво загрозување на општа безбедност и тоа е кривично дело каде што може некој да има многу лоши репрекусии или големи штети по општеството. Работиме превентивно, еве заедно со полиската станица и со Центар за управување со кризи и со противпожарната единица да делуваме во тој дел да превентивно и следователно покажеме на луѓето да не ги остават огневите неконтролирани. За само 2 месеца од 2019 година пожарникарите од Кавадарци имале 109 интервенции, претежно на отворен простор. Се апелира до несовесните граѓани кои палат огнови на отворено и ги оставаат неконтролирано да ги променат овие навики, бидејќи само вчера имале 5 такви интервенции. Командирот на територијалната противпожарна единица Кавадарци Александар Чадамов искажа задоволство од новите услови за работа и поголема мотивираност кај пожарникарите за работа, но и апелираше до граѓаните за поголема одговорност. Па обуките може да кажем дека се секојдневни, дека се смери тоа веќе го докажавме и на терен, кој што сме секојдневно. Баш денеска го информиравме градоначалникот дека само во текот на вчерашниот ден имавме 5 интервенции и тоа големи интервенции кои што здржавме повеќе часови, ги здржавме нашите тимови кои што имавме потреби дури повикување на пожарникари кои што беа на приправност. Значи повикаме од дома за да можеме тима да го зголеми и да не го оставиме градот на милост и немилост. Да си има резервен тим за заштити на исто така на градот. Опремата ни помага тука нормално секојдневно. Во тек е порачка, значи имаме порачано сега 2019 година 2
Имаме 2 побарувања, 2 ваучера се тие за противпожарна опрема кои ќе го очекуваме да пристигнат за недел до 2, да завршат сето тоа административни документи, така да ќе бидеме уште повеќе комплетирани. Како што имаме информација после избори, нели че кога ќе се порачуваат уште опреми, го очекуваме оној втор дел од 2019 година, каде што би требало да бидеме скоро комплетирани со професионална противпожарна опрема. Апел еден голем до сите граѓани. Ние правихме некои превентивни акции во претходните месеци, меѓутоа тие акции ќе ги продолжиме сега заедно со Министерството за внатрешни работи и со Центар за управување со кризи. Апелот е тоа да биде малку самосовест. Додека самосовеста не преработи сите нас, интервенциите може само да се зголемуваат, а само тоа и штетите и загадувањето на воздухот.